Почнуваме сега со студискиот дел, со разговорите. Веќе инсталирана е првата дигитална платформа во Македонија за заштита на авторските дела. Ова е тема која што има голем интерес во Македонија, а ќе разговарам со Катерина Смилјковиќ, која е основач и застапник на правата на индустријска сопственост, и Гого Рафаиловски, специјалист за трговски марки. Ви благодарам што ја прифативте веднаш мојата покана да разговараме за оваа интересна тема. Благодарам за поканата. Ви благодарам. Кажете ми, што представува, да дадеме еден почеток на темата, што представува оваа платформа? Еве ќе ви дадам вас прво збор. Благодарам. iPrio е платформа која што обезбедува доказ за постоење на авторски дела во кратки црти. Она што е специфично за авторските дела, за разлика, например, од трговски марки, патенти, кои што треба формално да се регистрираат, авторското право авторите го имаат од моментот на креирање на делото. Но останува прашањето како се докажува кога е креирано делото. И токму тоа го докажува оваа платформа. Имаме софистицирана технологија во позадина, која што обезбедува временски печат, за да можат авторите веднаш после креирање на делото да обезбедат таков доказ кој што во иднина може да им служи во текот на користење и комерцијализација на тоа авторско дело. А втор момент кој што исто така е битен, ние денеска живееме во дигитално време во кое што многу се креира, особено и многу се краде. И многу се краде. Со сите нови алатки кои што ги имаат и авторите на располагање, количината и волуменот на делата што се креираат расте од ден за ден. И затоа е потребна некоја брза и ефикасна алатка за да можат авторите да си ги обезбедат своите права на еден безбеден начин. Како дојде до идејата? Многу случајно, јас и Катерина, двајцата работиме во областа на авторство и во областа на заштита на интелектуалната сопственост. И случајно, кога разговараме за авторските дела, баш го начнуваме проблемот дека е тешко, дека е недостапно за некој што е креатор во денешно време, во дигитално време. Да го зачува, но и гледајте, тие луѓето не се правници, луѓето не сакаат процедури, сакаат да биде тоа брзо, ефикасно, економично, и токму и затоа се роди идејата за истиот процес да го направиме дигитално. Денес со помош на блокчейн технологијата, со помош на интернет алатките и се она што ни стои на располагање, можеме тоа да го направиме. И по една инспирација од една книга која што двајцата ја читавме, се одлучивме да направиме една ваква платформа која што ќе им помогне пред се на креаторите на содржини да можат брзо, ефикасно и со леснина, да речеме од удобноста на својот дом, да ја направат заштитата преку iPrio. Како се стасува до таа платформа? Платформата официјално ја лансиравме минатата недела во четврток. Имавме мини настан за лансирање. Достапна е за сите на веб страната iprio.io. Треба да се регистрира, да си влезе уредно на веб сајтот? Има процес на регистрација, каде што луѓето се регистрираат корисничко име, лозинка, имаат сопствен акаунт, понатаму влегуваат во еден внатрешен заштитен дел, каде што едноставно си ги аплодираат делата, добиваат временски печат и добиваат сертификат кој што е потврда за верификацијата, односно временскиот печат што нивното дело го добило. Бидејќи рековте дека често разговарате на оваа тема за заштита на авторските дела, права, кои се злоупотребувани, каде најмногу е просторот лесен за манипулација? Може да се каже? Така. Најмногу гледаме злоупотреби во дигиталните дела, затоа што дигиталните дела сега со помош на дигиталните алатки лесно се продуцираат, но исто така лесно се достапни на било кој агол од земјената топка, во прашање на секунди или минути може лесно да се сподели. Така да се што ќе објавите вие денеска дигитално, веќе да речам официјално кружи низ целиот свет. Пуштено е во дигиталниот свет. Оптек, така е. И тоа прави проблем за оние што сака да го комерцијализираат. Зборуваме креатори кои што прават нешто и се обидуваат да наплатат, односно да го монетизираат тоа. И сега кога доаѓа до монетизацијата, таму се најчесто главните проблеми, затоа што
авторските дела се индивидуални по природа, тие припаѓаат на авторот и авторот има право да ги комерцијализира, односно да наплаќа, да ги Тоа се негови, како ќе знае дека му се злоупотребени? Имаме ние исто така во компанијата посебни услуги. Ако некој ги Така. се обиде да ги земе од таму, така? Ако некој се обиде да ги злоупотреби, ако некој се обиде да наплаќа нешто што е На платформата или нешто што е начелно ваша собственост, имаме начини, механизми и алатки тоа да го мониторираме и превентивно нормално да го спречиме во интерес на самите автори. Сакам да прашам кои авторски дела на платформата може да се заштита? Дали е тоа музика, текст, фотографија, видео, цел проект, што конкретно? Се што е, прво треба да биде во дигитална форма. Така? Платформата работи со аплод на дигитален файл од било каков формат. Инаку со авторско право се заштитуваат буквално сите што ги спомнавте. Музика, песни, фотографии, слики, графички дизајн, код, софтвер, и тоа подлежи под заштита како авторско дело. Добро. Сите спакувани во еден дигитален файл се аплодираат, може да се аплодираат на платформата и соодветно се подложни на заштитата што ја спомнавме. Може да се провери дали тоа што јас го аплодирам на платформата не е украдено од друго место? Ние не навлегуваме во тоа дали авторот направил нешто такво или не. Ние тргаме од премисата дека авторот си е автор, дека е креатор и дека е негово делото, следен чекор како да му обезбедиме заштита. Да, Тоа е веќе еден чекор претходно. Доколку тој направил злоупотреба ќе Едно нешто кое што е важно, го спомнав во такви случаи, кога се докажува авторство, е битен моментот на креирање на делото. Ако е вистински автор, тогаш таймстемпот, временскиот печат што ние ќе му го дадеме, ќе биде најран можен временски момент кога тоа дело постоело во етерот. И ако некој го украде, нема никогаш да може да докаже дека го имал пред тој момент. Тоа е начинот на кој што овој денеска се докажува на суд. Ако некој претходно го имал и украдено, тогаш веројатно тоа време нема да е најрано. Некој друг ќе може да докаже дека претходно го имал. Сега во моментов, пред да биде платформата, односно пред недела дена колку што е на сила, колку беше тешко да се докаже чиво е делото? Какви се споровите? Во принцип, споровите аналогно пред да се пушти платформава беа многу комплицирани и тешки за обичниот граѓанин. Мојот збор против вашиот, така, нели? Така е. Ние се докажуваме со тоа што има два моменти во оваа индустрија. Првото е да вие докажете дека ваше е делото, така, значи како личност. Второто е да докажете кога е креирано. И сега гледајте, има дела кои што се креирани во континуитет. Сте почнале нешто, денеска го завршувате по една недела, го финиширате на некој начин по можеби 2-3 месеци и сето тоа е тешко да се докаже и обично луѓето кога влегуваат во спорови, влегуваат во судски спорови кои што се и долготрајни и неефикасни и има таму работи кои што полесно или потешко се докажуваат. Ние тргнавме од таа премисла да направиме алатка кој што ќе може лесно да се докаже дека делото е твое и кога е креирано. На нашата платформа може да се види датумот, денот, часот, секундите кога е креирано делото, така да имаме многу ефикасна алатка за докажување како сето тоа се прави. Инаку претходно луѓето си препраќаја сами на себе пошта, одеа во авторски агенции, ги печатеа документите, некојаш се тие сложени, комплексни работи, си ги препраќаја преку пошта од еден на друг и тие се неефикасни методи, знаат да одземат и финансиски средства, знаат да одземат и време кој што во оваа индустрија е мощно драгоценно. Што најмногу се патентира во Македонија? Што се заштитува најмногу? Патентот е друг тип на право од индустријска собственост, кое што обезбедува заштита на технички пронајдок. Значи нешто што е технички исчекор. Ова не можеме да го наречеме како патент. Не е патент, ова е авторско право кое што е посебен тип на заштита во интелектуалната собственост. Патентот се однесува за технички пронајдоци, трговската марка се однесува за брендот, логото и представува доказ за тоа како извор од каде потекнува некоја стока, продукт и така натаму. Авторското право заштитува авторски лични дела. И е посебно право само по себе. Добро, ова авторско дело тогаш... Ова се однесува само за авторските дела. Од авторските дела што најмногу се заштитува? Од авторски дела што најмногу се заштитува? Многу често се заштитуваат, на пример, ке знам, продуктни фотографии, кои што
една компанија прави продуктни фотографии, ги става на веб страната и пошто добро изгледаат и продаваат, некој друг почнува да ги краде. Тоа се некој промена, со мала шминка да не личат така? Да, некогаш и без промена. Некогаш буквално идентично како што се. Да. Авторски текстови. Исто така, новинарски текстови. Да, тоа знаеме тоа да си видиме по порталите лични текстови од А до Ш со печатна грешка земени и објавени на друг портал. Во една реченица ќе кажам, се што се става онлайн во етерот е најподложно за копирање, кражба да не кажеме, копирање, многу брзо и многу едноставно и особено ако луѓето видат дека нешто е добро, дека привлекува внимание, дека конвертира во тој свет, станува многу поподложно за копирање. Каков тим треба да се има за да се изработи една ваква платформа? Може и за двајцата и за вас може да биде прашањето. Вака, ние сме... Кој све работи на ова? Ние од една страна сме компанија која што се занимава со интелектуална сопственост и од тука тргнавме со идејата дека е потребно вакво нешто конкретно за авторските права. Меѓутоа ангажиравме софтверска компанија која што ни помогна во процесот на развој на решението, бидејќи станува збор за софистицирано софтверско решение и технологија за ова да има една комплетна слика. Од една страна нашата експертиза, од друга страна развојот на технологијата. Се на се бевме четворица во тимот за да се развие решението, го развивавме 4 месеци и еве после напорна работа 4 месеци го виде светот. Како очекувате сега да се развива ова? Кои се плановите? Плановите се сега нормално да го промовираме, малку посериозно да се ангажираме во маркетинг, во делот на продажба, во делот на промоција и нормално очекувањата се да ги имаме првите корисници од тука, од Македонија, затоа што и нашата компанија и ние сме родени тука и сакаме да помогнеме првенствено на нашите луѓе, на оваа заедница, но нашите амбиции и планови не застануваат тука. Целта и амбициите е да биде широко распространета. Впрочем, цела наша платформа е на англиски јазик за да може да биде достапна за секого кој што го разбира јазикот во ова ново дигитално време. И целта е да биде светски продукт кој што ќе го користат луѓето без разлика каде се наоѓаат на мапата и да можат истото да го исползуваат, да ги исползуваат сите бенефити од оваа платформа. Како пионери се да ги кажеме нели во оваа дејност, не за очекувањата, туку колку е потребно на Македонија, колку е совеста кај македонските граѓани на едно вакво ниво, на едно високо ниво за да се користи една ваква алатка. Не да ве спречувам сега да со ова да дестимулирам, меѓутоа колку ние знаеме да си го чуваме она што е свое, а да не посегнуваме по туѓото. Кај нас генерално постои голема потреба од алатката и луѓето се свесни. И дури лесно детектираат кога некој ќе го ископира нивното дело. Меѓутоа, кочницата е во тоа што не знаат што да направат во тој момент. И многу често се плашат дека тоа е долга постапка, како јас ќе го докажам, и уште пред да почне постапката се откажуваат. Целта на оваа платформа е токму тоа да го обезбеди, лесно да се докажува со еден едноставен сертификат, дури да се избегне одење на суд. Споровите да се решаваат спогодбено, а не да се оди кон најскапата и најдолгата постапка која што секогаш е суд на крај. Сакам да прашам во однос на законските решенија, каква е релацијата на оваа алатка? Видете, законските решенија во Македонија во голема мера се одействуваат во она што се трендовите во европски рамки и во светски рамки. Хармонизирани се, значи, така? Хармонизирани се. Да, ако можам да кажам во проценти, негде над 80% македонското законодавство е хармонизирано со она што го нарекуваме најдобра практика или светски практики ширум Европа. Впрочем, дел од стандардите што ги имплементиравме во самата сертификација на IPRIO беа европските стандарди. Добро. Така да денес, ако заштитите некое авторско дело со помош на оваа платформа од Македонија, уживате заштита во преку 183 земји ширум светот. Така да и легислативата е хармонизирана од страна на тоа каде Македонија припаѓа во оваа индустрија, но од друга страна сакаме и македонските граѓани да бидат сигурни дека оваа платформа овозможува заштита која што е широко градна и широко појасна и ќе ужива заштита на секаде кај што можат да
да го докажат своето дело. Може да се видат повеќе дела или само може да си го заштитите своето дело да биде на платформата или како корисник или пребарувач на платформата можам да видам какви све дела има на нејзе? Сакам да бидам јасен, може да се заштитат повеќе дела истовремено, тоест може да еден креатор да има повеќе дела, односно повеќе своји авторски дела кои што може да бидат заштитени истовремено или низ одреден временски период. Пребарување на другите дела не е овозможено заради анонимност. Ние гарантираме, всушност платформата гарантира дека никој друг освен вас самите не може да го види делото. Не може да го види делото. И тоа е таа двостепена заштита која што кажува дури ние двајца да сакаме да видиме кое дело е заштитено, не можеме заради посебните протоколи и технологијата која што е вградена во системот. Баш интересно. Тоа се едни од најголемите тогаш придобивки за авторите, така? Така е, да. Авторите ги споделуваат делата кога сакаат, со кого сакаат, тоа е нивно, а ние сме тука само да им го обезбедиме доказот за да го докажат авторството. Платформата помага ли на младите и неафирмирани креатори? Може да се каже така? Да, можам да кажам дека платформата е наменета баш за тие кои што, да речам, првите почетоци ги прават на овој начин и на кои што им е важно да нивните дела бидат заштитени. Видете, во денешно време се повеќе, дури македонската економија има се повеќе креатори на дигитални содржини и преминуваме од еден вид на економија на производство, на економија кон дигитални добра и услуги. И тоа е процес кој што е неповратен. Ги следиме светските трендови, следиме технологија. Мене ме радува што новата генерација на предприемачи се многу посвесни од, да речам, постарите луѓе кои што на некој начин знаат, ама не знаат баш кои се механизмите на заштита и се што може да уживаат. Младата генерација, затоа што работи во светски рамки, затоа што работи претежно за странски компании, се повеќе имаат... Пазарот на труд нема граници. Така е, вакви продукти, тие се многу свесни што може да ги чека во иднина и како да го направат првиот чекор на заштита, но и ја гледаат вредноста што овој продукт ја нуди долгорочно за нивните бизниси, односно за нивните пазари. Едноставно за користење, гарантира приватност на корисниците, како е за наплата? Ме интересира колку чини да се заштити едно авторско дело. Ние имаме дефинирано 3 пакети на самата платформа, за секој да може да се пронајде според волуменот што го продуцира како автор. Имаме пакет од $25 кој што вклучува 25 токени, од $50 кој што вклучува 55 токени и од $85 кој што вклучува 100 токени. Едно дело се заштитува со еден токен. До 250 мегабајти големина. Значи тоа е точно прецизно дефинирано. Кое би било најкористено според вас? Ако може да се предпостави? Обично златната средина. Така да работите, да. Зависи каков тип на клиента, доколку се работи за креатор кој што помал дел продуцира месечно, веројатно ќе почне од најмалиот пакет, одејќи натаму ако се работи за агенција која што продуцира многу креативни дела, веројатно најисплатлив ќе биде најголемиот пакет. Инаку секој кој што знае да прикачи файл на онлайн платформа ќе знае да го користи iPrio. Процесот е многу поедноставен, на тоа посветивме и доста време да го направиме лесен за користење за сите. Во прв чекор се аплодира файл, во втор чекор се прави сертификацијата во позадина и со блокчейн, и со таймстемп кој што е по EU регулатива како што спомна колегата, и во трет чекор креаторот си го добива сертификатот и на платформата и на мејл му стига. Освен агенциите, кои очекувате да видат ваши клиенти? Како што спомнавме претходно, креаторите се широка група. Значи од креатори на музика, креатори на графички дела, маркетинг агенции секако продуцираат многу контент во целиот, музичари, кампањи цели. Да, таргет групата всушност е доста широка. Сакам да прашам во однос на ризиците од хакерски напади. Колку тоа може сега да биде? Може да влезат хакерите секаде, па и овде колку може да биде сигурна оваа платформа? Како е заштитена? Така, една од почетните точки на кои што разговаравме уште при самото иницирање на идејата беше можноста за вакви, односно намалување на можноста за вакви хакерски напади. Ние сме свесни дека во денешно време безбедноста на клиентите е ултимативна, односно не треба да биде доведена во прашање
И токму затоа целата архитектура ја направивме за да биде на некој начин што е можно потешко, односно непробојна за третите страни. Внатре, технологијата е препознатлива на iPrio со тоа што има уникатна заштита, двостепена заштита. Едното е преку блокчейн, другото е преку тој систем на EITAS, кој што го викаме европскиот. Вие кога закачувате файл, обично платформите го конвертираат во некој хаш, кој што го чуваат под посебни протоколи. Ке нас има дополнителна заштита, истиот файл има два клуча. Така што и да се случи непосакувано дејство, трета страна ќе не може да ги има двата клуча симултано за да може да го отклучи делото. И пак ќе напоменам, никој не може да го види тоа што вие сте го прикачиле освен вас сами. Тоа е добро смислено. Да, затоа што самиот файл има два клуча, треба да ги има сите три компоненти за да можеш да го отклучиш делото, а тоа останува само на авторите, односно само на креаторите. Повеќе од 10 години, можев да го видам вашето CV, повеќе од 10 години сте дел од оваа дејност. Како стојат работиве во регионот па и во Европа во однос на ваквите платформи? Како се развиваат? Постојат неколку слични платформи кои што повеќе или помалку се исто така на зачеток, меѓутоа нема ниту една која што овозможува ваква двојна заштита, како што ја спомна колегата, најчесто одат или само со блокчейн или само со верификуван провајдер кој што е признаем во ЕУ од друга страна. Она што го прави продуктот уникатно е буквално двојната заштита што ја обезбедивме тука, а трендовите покажуваат дека се повеќе и повеќе ова се користи, се повеќе и повеќе станува значајно. Пак ќе кажам, можноста толку брзо да се креира контент денеска, се повеќе ја зголемува потребата да можат авторите да се безбедни, да креираат, да се сигурни во тоа што го прават, без да се грижат дека тоа некој ќе го злоупотреби утре. Кои беа предизвиците кога ја креиравте оваа платформа? Со што се соочувавте, ме интересира? Така, најголеми предизвици за нас беа техничките компоненти, односно затоа што ние двајца имаме друг бекграунд, да речам, технологијата, односно самиот развој на технологијата беше предизвик за тоа да го направиме брзо, ефикасно и ефективно. И да има резултат. И да има резултат. Како што каже и Катерина, денес да седнете на компјутер, да имате основни познавања од компјутерски вештини, процесот го завршувате за 5 до 10 минути. Значи, од самата најава, која што е бесплатна, така. Бирате пакет, пакетот исто се купува во обсек на минути и морам да напоменам дека пакетот не е САС, значи не плаќате месечно, туку еднократно го купувате. Купувате одреден пакет и си користите. И си користите. Кога ќе ги потрошите токените, може да си докупите поголем или помал пакет во зависност од тоа колку креирате. Нас не беше битна брзината и да го направиме системот што е можно поефикасен. Втор предизвик што ни беше исто така интересен беше тестирањето на самата платформа на таргет публиката, односно целната група, кој што пак, како што кажа Катерина, е широка. Гледавме да имаме тестери од индивидуални креативци и маркетинг агенции и да речам програмери, дизајнери, фотографи и мислам дека има добар одзив кај сите нив и сите ја гледаат потребата, ја гледаат вредноста, имаат позитивен фидбек. Впрочем, уште пред да лансираме ние имавме клиенти кои што плаќаат за оваа услуга и среќен сум што луѓето почнуваат да користат уште без некоја посериозна маркетинг или PR кампања. Освен заштита, може да се каже дека имаат и некаква друга придобивка авторите од оваа платформа? Заштитата и сигурноста се примарни. Значи тоа би го издвоила баш брзината, заштитата и сигурноста во процесот на докажување на нивното авторство. Начинот на креирање си е нивен, како го креира делото си е нивен креативен елемент, ние следниот чекор им гарантираме можете со сигурност да креирате, опуштате се, бидете сигурни дека ќе можете и да си го одбраните делото доколку има потреба од тоа. Како старт за едни креативни умови, колку оваа платформа може да биде почеток за иден бизнис, за иден нивни развој? Како може да се потпрат на нејзе?
може да биде многу значајна, особено за луѓе што почнуваат во некоја таква индустрија, бидејќи на почеток многу потешко би се решиле дури и да има спор, веројатно ако треба да докажуваат на суд, многу лесно би се откажале. Да, нашите судски постапки знаеме какви се. Особено ако се почетници, не влегувам таму, тоа ќе трае со години. Ова е некоја дополнителна сигурност за да воопшто и не се отиде таму. И младите генерации посебно имаат многу голема верба во технологија, зборуваме за блокчейн, каде што никој не може да го смени записот временски што го добиваме од таму. И луѓето го разбираат тоа како функционира и им дава доволна доза на сигурност да можат да оперираат и да го комерцијализираат делото. Каде го гледате? Каде ја гледате оваа платформа, не знам, за 5 години? Како би се развивала? Платформата можеме да надоградиме да биде уште поефикасна и посигурна, но и вака како што е во голема мера ги задоволува потребите на целната група. Јас лично гледам платформата како ја користат светски креатори, без разлика кои видови на содржини, затоа што е брза, ефикасна и може да ја пружи таа заштита. Впрочем, како што кажавте вие, за некој кој што допрва влегува во монетизација, во комерцијализација на своји дела, ако е почетник, ние како компанија нудиме цела палета на производи кои што може да гарантира заштита со патенти, со трговски марки, домени миња работиме и се што се нарекува интелектуален капитал, но ова е првото нешто кое што секој може да си го дозволи, да го има и да не се плаши од процесот да креира и за да твори, затоа што само така можеме да ги движиме работите и економијата напред. Колку е тешко да се стигне на регионално па и на меѓународно, на светско ниво, да бидете препознатливи дека правилно си ја работите работата, односно оваа платформа да стигне на глобално ниво? Рековте дека треба да се развива и маркетингот, треба промоциите, меѓутоа како и колку е тешко од Македонија тоа да стане толку вирално? Уште во самиот процес на правење на платформата земавме предвид работи кои што ќе ни послужат за во иднина да може брзо да се расшири интернационално. Како на пример имплементација на протокол признаем во ЕУ, кој што луѓето го препознаваат, тоа се вика верификуван траст провайдер на ниво на ЕУ и пошироко. Блокчейн е второ, меѓутоа и имплементација на payment процесор кој што е Stripe, кој што сите го знаат во цел свет и која ќе видат дека плаќаат преку Stripe, не плаќаат можеби преку нешто локално во Македонија, дава друго ниво на доверливост. И сите тие фактори од самиот старт на градење на платформата ја градевме како таа да треба глобално секаде да се развива. Да биде на здрави нозе, што би се рекло. Така, дополнително и тоа што го спомна колегата, копирајт авторското право е заштита што авторите ја уживаат во 182 држави. И тоа е сам старт пазар каде што ова може да се користи и да се понуди. Уште за крај сакам да прашам вашата визија за иднината на авторските права во дигиталната ера. Која е вашата визија? Многу интересно прашање, поготово сега со вештачката интелигенција, односно со AI моделите. Гледаме дека се повеќе луѓе се впуштаат во авантурите на креирање и со помош на вештачка интелигенција. Со два клика имате се, буквално. Така е. Но исто така морам да кажам дека луѓето се свесни и ги заштитуваат промптовите што ги даваат на AI преку ваквите платформи. Значи ова е еден дополнителен мотив за нив да речат да, ова дело е креирано со вештачка интелигенција, но со мој инпут. Инаку гледаме дека во светски рамки трендовите на заштита се прошируваат и во, да речеме, AI индустријата, односно се повеќе практични примери гледаме кај што ко-креатори се луѓето со машините, но и гледаме исто така спорови, односно неовластена употреба на AI заедно со... Се коси ли тоа едно со друго? Вештачка интелигенција со авторски права? Во принцип, вештачка интелигенција е алатка која што овозможува интелектуален напредок на некое дело. Така да јас го гледам како алатка. Креација, така? Да, а инаку целосно како автор машина не може да биде. За сега законот вика дека машините не може да бидат автори, мора да има некој човечки креативен ум и интелект кој што ги придвижува работите во сакана насока. Ето, ќе ви дам завршни зборови на вас, чисто уште нешто за еден апел за корисниците на авторските права, на авторските дела за дигиталната алатка и да ви посакам многу успех во ова што го работите, па ќе ве повикам за
извесен период да ми кажете како функционира и колку таа се користи од нашите умови, да кажам. Благодарам, Миле. А ние ги охрабруваме авторите да пробаат платформата, да креираат слободно и да бидат без грижа, бидејќи сето тоа што го креираат ќе биде безбедно заштитено и лесно докажливо во иднина. Ете, креативците сега имаат заштита. Така. Ви благодарам што денеска бевте мои гости да го направиме овој интересен разговор. Благодарам на Благодарам, Миле. Почитувани, се надевам дека го задржав вниманието со првиот разговор. Ќе одиме сега со реклами, па се враќаме во студиото со вториот разговор. Ќе збориме за инженерството, односно како да се задржат младите инженери во Македонија.